предполагам не ве разбрав најдобро ова комисијата за што се формира? Комисија за? Комисија за управување, така се вели, тоа е тело кое што е формирано и според Законот за управување со Охридски регион, внатре има експерти, стручњаци од различни области, од култура, од животна средина, од општините, така едно прилично. Во ред, ви благодарам. Не знам, искрено не сум запознаена кои се надлежностите на комисијата, но меѓутоа очигледно дека комисијата, не знам, кога не си ги завршува како што треба. Од која причина? Сега ќе ви кажам. Кажувате вие дека општина Струга не направила попис на нелегалните објекти кои што ги има во тој дел. Значи, зошто и како, тоа одговор треба да си даде локалната самоуправа, но меѓутоа и она што го направија во Охрид, а видовме каква е реализацијата во однос на дивоизградените објекти, ќе кажете и треба да бидеме реално дека апсолутно не е на висина на задачата на која што треба да биде завршена. Да се отстрани некој си објект во внатрешноста, кој што во однос на останатите кои што се од кои што директно е засегнато, на пример, влијанието врз животната средина, тоа за мен, извинете, значи се, ама не значи да постапуваш онака како што ти се согласно препораките и она што треба реално да се направи. Ако треба една база за бетон да се наоѓа веднаш во Охридското езеро, значи не покрај, значи во Охридското езеро, и да не треба, платформата е веќе друга работа, и да не реагираш, а треба да отстраниш објект на граѓанин кој што е во внатрешноста со километри далеко од Охридското езеро, тоа кажува колку е, како да кажам, лицемерно целата ова работа која што владата сака да ја прикажи како душегрижничка во однос на овај проблем кој што го имаме, а од друга страна сите работи и потези кои што ги презема говорат дека е декларативна заложбата. За палењето на трските во Струга и за буквално тампонирање на Охридското езеро никој не се огласи. Кај не побаравме? Значи, кај не побаравме? И во Министерството за животна средина, и во локалните инспекторати за животна средина, и во Охрид, што е Заводот за хидробиолошки, не знам таму како, и тука, и во инспекторатот на централно ниво во животна средина, рекоа не е во нивна надлежност, било во инспекторатот за земјоделие, и во инспекторатот за земјоделие трските се запалија, дел од Охридското езеро се наполна со чакал и се направија од такво земјиште, градежно земјиште на кој што се изградија објекти за, не знам, за свадби, за не знам за што таму. Значи, како да ви кажам, ако веќе се формираа сите тие работи или тела кои што треба овие работи да ги санкционираат, тогаш нека си отпочнат работата како што треба. Нека си отпочнат работата како што треба. Еве, ние како пратеници даваме поддршка на ваков начин како што ние можеме да дадеме. Преку амандмани, преку барање на дополнителни финансиски средства и така натаму. Значи, ние се бориме од тој аспект. Од тој аспект. И жалосно е што нема разбирање од Министерството за финансии, кога за една сериозна материја, која што треба да се решава ад хок, значи не денес, значи од порано, но веќе сме закаснеле во таа работа и треба сериозно да се со тоа да се седни да се разговара, а гледаме дека се прават само декларативни чекори кои што ништо нас не ни значат. Ако на вистина е сериозно е и го поддржувам амандманот кој што вие го барате, затоа што треба дополнителни средства за таа реализација, итноста налага на тоа. Итноста. Значи, штом налага итноста за нешто, тогаш дајте луѓе, нека се скрати од негде, па нека се даде на тоа што е приоритет. Жалосно е што приоритетот во буџетот е свртен или ставен на сосема друга поента. На сосема друга поента. Ви кажувам, веднаш после предвремените парламентарни избори, ако не се направи ребаланс на овој буџет, банкрот ќе има. Банкрот. Затоа што не е функционален, не може да го самиот не може да го издржи со товарот кој што им е наметнат. Значи,
Дајте малце посериозно да се занимаваме. Не знам зашто вакви одбивања од страна на Министерството за финансии за едни сериозни теми кои што со години наназад бараме начини тоа да се продолжи, се почнало негде, кој ќе се дојде некој, се стопира. Не може тоа така. Треба да има континуитет во решавањето на овие работи. Затоа и пратениците кога се тука, кога предлагаат вакви суштински амандмани, треба да ги разберете. Дека не ги предлагат и не ги фрлат од ракав, затоа што имат направено детална анализа. Што тоа во иднина ќе придонесе за тој регион таму. И немојте се до година пак да не натерате пак истите амандмани да ги поднесуваме. Кога ќе се концепира буџетот, се знае кои што се приоритети. Приоритети нека бидат, барем еве, во овој период од 2017 година, главните адути кои што ви беа, со кои што ги подкупувавте гласачите да гласат за вас, меѓу кои што беше и колекторскиот систем околу Охридското езеро, да го ставевте како приоритет. Ние знаеме дека се многу средства и не ги бараме ние наеднаш, но имавте мандат од 4 години, тие средства да ги поделите и тој проблем да се отпочне во негово решавање. И досега ќе беше нерешен и пуштен во употреба, а не да кажува премиерот 2017, ние отпочнавме. 2018, сега ја отпочнавме. 2019 завчера кога беше, само што не почнало. Па страмота е до кога истите изјави ги гледаме на страниците кои што се вртат. Прво ќе излези премиерот, после пак министерот за транспорт и врски, истите зборови што ги кажал Заев во 2017, тој во 2018, а во 2019 па двајцата застанале, и едниот и другиот. Не знам ова, стварно страшна работа. Ајде, контрареплика има колешката, ќе даде одговор